се модернизира во некои области, во некои делови, во некои останува тоа како што е по нивно одлучување. Ние секој пат одиме во насока на модернизација, меѓутоа и советување, каде што го советуваме земјоделскиот производител околу од обработката пак се до берба на земјоделските производи. Но претпоставам дека ги советувате дека се користат и современи методи на... Така е. Присутни се таквите советувања. Дел од овие, например, ќе го споменам, што е многу битна мерка е околу наводнувањето. Значи се користи, можам да спомнам, над 95% веќе системи за наводнување капка по капка, каде што се врши намалување на потрошувачката на вода која што е непотребна за наводнување или испуштање на вода каде што не треба да биде тоа. Значи оптимално искористување на водата за самото растение, потребната количина на вода и расторот на вода е знатно намален. Битно е тоа и поради климатските потреби, овие промени. Во делот модернизација, во делот имаме над заштитните мрежи, кои што и те како увидува земјоделските производители дека се потребни во текот на работење. Имаме во текот на годината или во летниот период посебно голема сончева радијација, каде што на готовиот производ веќе се врши проблеми околу пригори, околу оштетување на плодовите, затоа е неминовна таквата употреба, бидејќи го заштитува самото растение, меѓутоа и плодот кој што очекуваме да биде во прва класа, а не да оди за преработки или во втора класа. Така да нашата тенденција советодавна е да произведеме квалитет и квантитет на земјоделскиот производител, каде што поголемиот дел или процент ќе оди во прва класа, а помалиот процент да биде во втора.